Благодарам председателя, почитуван председател на комисијата, почитувана председателка на Советот на јавни обвинители, почитувани колеги пратејници, почитувана македонска јавност и медиуми. Денес пред нас на комисијата на политички систем и односи меѓу заедниците е годишниот извештај на Советот на јавни обвинители, односно извештајот кој не информира за работата на Советот на јавни обвинители. Верувајте, и доколку го немавме овој извештај, доволно сме сите информирани, ние пратениците и македонската јавност, за сите случувања и незаконски дејанија кои беа дел од работата на Советот за јавни обвинители во изминатиот период. И морам да потенцирам оно што и претходните колеги го кажа, дека како извештај кој го добивме, не ги задоволува критериумите кои што треба да ги има и не е на она ниво на кое што треба да биде, со оглед на тоа дека станува збор за многу сериозна институција. Советот, како што сите знаеме, е составен од 11 члена, 4 се избрани од собранието, 5 од обвинителството и 2 члена се припадници на немнозинските заедници. Сите 11 членови на Советот на јавно обвинителство имаат своји права и одговорности. Надлежноста на овој совет е огромна. И една од најголемите надлежности е да избира, разрешува и оценува јавни обвинители, да одлучува по дисциплински постапки, да врши надзор врз нивната работа. Но времето покажа дека избраните немаат надлежност, односно немаат капацитет да ја водат оваа институција. Во извештајот стои дека Советот спровел 7 огласи за избор на јавни обвинители, дека во 2023 година биле избрани 42 нови јавни обвинители. Но каков бил начинот на избор на овие обвинители? Дали по оној принцип можеби прв дојден, прв услужен, па за останатите нема место? А исто така сведоци сме сите и на оние незаконски објавен оглас од страна на Академијата за суди и јавни обвинители, кој беше оглас за прием на нови 130 слушатели на Академијата, при што самиот прием на слушатели на Академијата подразбира истекнување на статусот слушател, што значи вработување, односно заснување на работен однос со Академијата за суди и јавни обвинители со сите прави и властувања како што следуваат од еден работен однос. Сите добро знаеме кога точно беше објавен овој оглас, во периодот, односно од денот на донесување на одлука за разрешување за објавување на председателски и парламентарни избори, односно во период кога не може да се спроведува постапка за нови вработувања, ниту да се даваат откази на вработени во јавните државните институции, а доколку има такви почнато, треба да бидат ставени во мирување. И наместо Академијата да произведува кадри кои во иднина треба да ги почитуваат законите и правата, за жал излегува дека Академијата е главниот прекршител на овие права и закони. Советот е самостоен орган кој треба да ја обезбеди и гарантира самостојноста на јавните обвинители во извршувањето на нивната функција, односно со нивната борба против криминалот и корупцијата. Советот треба да ја зголемува довербата и да одржува доверба на јавноста во неговото работење и во обвинителскиот систем, но тоа не е така. За жал, криминалот и корупцијата во Република Македонија во изминатите години е во постојан пораст и од тие причини довербата во судството и обвинителството е едноцифрена, односно на граѓаните во јавното обвинителство довербата се мери со индекс од околу 2 до 3% и се констатира дека сме имале криминална и корумпирана власт и политизирано судство. Тоа не го кажуваме само ние пратениците овде, тоа јасно го кажува Европската комисија во својот извештај, значени представници на меѓународната заедница, тоа го кажуваат стопанственици кои се присутни во Македонија, бизнес заедницата, но најважно од се е дека тоа го кажуваат и го потврдуваат граѓаните преку мерење на јавното мислење. Владењето на правото и правна држава за жал нема во Република Македонија. Не се почитуваат закони, секој граѓанин чувствува одредена несигурност и затоа луѓето сакаат да се заминат од Република Македонија, бидејќи се чувствуваат несигурни и незаштитени. Почитувана македонска јавност, поминуваа месеци каде што немаше никакви реакции за несреќата кај Ласкарци, каде што имаше 14 загинати, за модуларната болница во Тетово за време на ковид пандемијата, во која изгореа живи луѓе кои беа дојдени во болницата за да се излечат, за Беса Травел, каде што имаше голем број жртви. Значи многу изгубени животи, а никаква одговорност и за ништо.
И да не ја заборавиме најтешката ситуација за која многу се зборуваше во македонската јавност, случајот онкологија, за кој постои сомнение дека се случило злосторничко здружување внатре во клиниката, каде што се обвинуваат лекари и вработени дека наместо терапија се давало физиолошки раствор. За овде и за сите останати случаи кои навистина се во голем број, мора да има утврдување на морална, политичка и кривична одговорност. Сите овие работи се доказ за заробеништвото на Република Македонија во изминатите 7 години во владењето на ненародната власт предводена од СДСМ и ДУИ. Кој во изминатиот период имал контрола врз работата на Советот на јавни обвинители? Кој го контролирал јавните обвинители? Дали била спроведена одредена истрага или постапка? Јавното обвинителство одлучува за текот на истрагата и одлучува дали некоја истрага ќе седи во фиока или пак за неја ќе се поднесе обвинителен акт. Корупцијата во државата има метастазирано во сите сфери на општеството, па дури и во тогашната влада предводена од СДСМ и ДУИ. Факт е дека тогашната влада немаше ниту волја, ниту желба да се справи со корупцијата, која е најсериозниот проблем со кој се соочува државата. Она што е јасно и што можеме да го видиме помеѓу граѓаните, а тоа е нивното незадоволство, односно тие сметаат дека економијата тоне и второ дека корупцијата цвета. Корупција која е спуштена на најниско можно ниво. Нема ред во државата, нема контрола и тоа е она што граѓаните го чувствуваат во секојдневниот свој живот и начинот на живење. За жал, претходната власт ја заборави незината уставна обврска дека треба да се грижи за благосостојбата на граѓаните во Република Македонија и за таа негрижа, за колапсот кој ја доведоа државата и направениот пустош во секој сектор во институциите ја добија својата санкција, односно токму граѓаните во Република Македонија ги казни им ја одзеде дадената доверба. Според тоа, треба да се одзеде и дадена доверба на Советот на јавни обвинители, односно да се разреши и распушти овој совет кој не постапувал по безброј случаи и кој покажува свое нетранспарентно работење. Затоа владата која ја доби довербата од граѓаните во Република Македонија во рамки на борбата против корупција става посебен акцент и за корупцијата во јавното обвинителство. Навистина немаме друг избор, односно Македонија нема друг избор ако сака да напредува, ако сакаме да ги вратиме нашите деца, треба да создадеме амбиент каде корупцијата ќе биде минимизирана. Најважно е да обновиме довербата во институциите и да направиме Македонија место на просперитет, правда и надеж за сите. Бидејќи без правна држава нема Европска унија, без владење на правото нема ниту напредок, ниту подобар живот во Македонија. Со корупцијата мора да има силна и одлучна борба и никој не смее да биде заштитен или амнестиран. Многу е важно во судовите и обвинителството да ја повратиме довербата, зашто речиси и не постои и скоро е сведено на нула. И наша цел и задача на оваа влада и собрание е овој систем да го обновиме од почеток. А за да го направиме тоа, мора да се почне од вистинскиот проблем, а тоа е Судскиот совет, Советот за јавни обвинители, негово безусловно распуштање на овие две структури и понатаму формирање на истите, меѓутоа врз основа на вистински критериуми кои ќе значат заштита на правдата. После толку години борба, навистина ќе имаме можност како позиција да докажеме дека не сме сите исти, со оглед на тоа дека претходната власт ја користеше апатијата за да представи ке граѓаните дека се сите исти, но ниту сме биле, ниту сме, ниту ќе бидеме исти. Факт е дека ВМРО-ДПМН единствено работи во интерес на граѓаните на Република Македонија, а минатата власт во континуитет едноставно и единствено гласаше само национални предавства, даваше поддршка на криминалот и корупцијата и не се бираше средства што ќе се прифаза за да се остане на власт. Политичката платформа 1198 која ќе биде пресликана во програмата на новата влада гарантира и целосно функционирање на системот, институциите, како и заштита на македонските интереси.
и најважно од се, вистинска борба против криминалот и корупцијата и подобрување на економијата и благосостојбата на граѓаните во Република Македонија. Ви благодарам.